Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги. Почитуван колега Николич, после 2 дена дебата, вашата дискусија ми даде надеж дека има надеж за нас. Со дел од вашата дискусија се согласувам, со дел од вашата дискусија нормално не можам да се согласам, затоа што сум против укинување на екстерното тестирање. Но, во вашата дискусија, која што се гледа дека сте човек од образование, начнавте теми за кои што и ние понатаму, кога ќе се предложи концептот за образование, ќе треба сериозно, многу сериозно да дискутираме. И тоа се дебати кои што навистина ги ценам и сакам да учествувам во тие. Бидејќи сум член на Комисијата за образование и дел од луѓето кои што нели го спроведувале екстерното тестирање, сакам да потсетам дека екстерното тестирање е замислено да даде повеќе кратни ефекти. Не е само да се поправат оценките. Но, оно што сакав да ве прашам, значи, загатнавте една тема, повеќе точни одговори на понудени прашања, значи тоа е нешто што навистина се случуваше. Се согласувам со вас дека се случуваше. Но вака, бидејќи доаѓате од образование, сигурно знаете дека базенот на прашања се состоеше над повеќе од 500.000 прашања и начинот на правење на прашањата беше, знаете и самиот, ги прават Бирото за развојно образование и Центарот за средно стручно образование. Контрола на прашањата вршат универзитетските професори. Тоа е концептот. Значи сега ние веќе зборуваме за концептот на екстерното и навистина ми е драго што зборуваме за концептот на екстерното, а не за укинување на екстерното. Веќе навлегуваме во дебата за концепт. И тоа е окей, тоа е супер. Државата, односно концептот на екстерното тестирање беше и се уште е таков, кога ќе се направат сите прашања и се објавуваат прашањата. Зошто тогаш и вие и сите наставници, имаше такви, верувате, имаше многу такви, ги проверуваа. И секој, целата јавност имаше достапност, нели, на веб страната. И секој кој што ќе приметеше дека прашањето има 2 или повеќе точни одговори, реагираше. Кога ќе се реагира на неточните или на двосмислените прашања, тие прашања се тргаа. Ама ова е веќе длабоко загазување во самиот концепт на екстерно тестирање. Јас мислам дека многу поплодни дебати ќе имаме кога ќе дојде новиот концепт за екстерно тестирање.